видите само големината на каменот, може да предпоставите според ова шише. Што е ова? Чекај, мој полесно можем да го измерам. Најмалку е 3 метра каменот и е перфектно позициониран еден до друг. Перфектно е исечен. Значи тука не може да се стави ни лист хартија. Јутоа, ова мене ме чуди. Ова, како горе ги качувале овие огромни камења. Значи може ли некој да ми каже, да ми пресмета колку е 3 метра на метро и пол? Сигурно се работи за тони тежина. Не знам, неверојатно луѓе, неверојатно. И после кажете ми вие дека теоријата моја за џиновите и општо луѓето кои што ги раскажуваат тие приказни не се точни. Едноставно нема друго објаснување освен дека ова се киклопски или џиновски градби. Здраво живо, јас сум Димче и добро дојдовте во уште едно мое видео. Чекајте, сонце има, ете така, значи снимам на терен, има сонце, има ветер, се надевам ќе ми опростите затоа што носам ночер, иако сакам да се гледаме во очи. Меѓутоа продолжам каде застанав. Значи, овој пат сум на уште едно неверојатно место и ја продолжувам серијата на истражување на места кои што се направени од џинови. Претходното видео, доколку не го гледате, ви снимав бунари, за кои што се верува, а некои луѓе и тврдат дека се направени од џинови. Овој пат ве носам на цел еден град, направен од џинови и најверојатно населен од нив. За жал, од овој град се останати само зидините, меѓутоа и тоа е доволен доказ за неверојатноста на овој град. Првиот град е во Далмација, не град, извинете, првото видео што го снимав за бунарите е во Далмација, ова видео е во Херцеговина. Значи се работи за места кои што се релативно блиску, кои што се изградени од огромни камења и за кои што кружат слични приказни, односно дека се направени од џинови. Како што гледате, ова зад мене се огромни ѕидови, направени од огромни карпи, кои што тежат по десетици тони. А е направен наводно пред нашата ера. Значи, кој друг би можел да помести овакви големи карпи, ако не огромни, силни луѓе? Меѓутоа, ајде да не зборувам многу, да ви го покажам местото, па сами направете заклучок. И ако имате вие некоја теорија како овие огромни карпи ги преместувале, како тие бунари ги правеле, слободно кажете. Меѓутоа, ве молам, не ми ги повторувајте тие мејнстрим теории, затоа што таму ништо не се докажува, тоа се теории, како и моите теории, како и теориите на други. Че направете си сами теорија, така поблиску, побрзо ќе дојдеме до заклучок. Ајде одиме да ви го покажам сега местото и на крај кажете ми што мислите. И еве во овој дел од видеото ќе пробам да ви доловам колку можам, колкави се овие карпи и колку се умешно наместени. Значи, знам дека кога гледаме ова ни изгледа лесно, меѓутоа пробајте да кренете луѓе некој камен, че каменот има огромна тежина. Тука се работи за стварно многу големи камења. Видите како вешто се наместени еден до друг. А овој камен тука ми изгледа како да е стопен. Односно, гледате, ова е камен, горниот дел со долниот како да е стопен. Еве тука чекорам покрај овие огромни камени блокови. И се надевам дека имате идеја колкави се. Иначе името на овие ѕидови се џиновски ѕидини или киклопски ѕидови. Киклоп е суштество од митологијата, кое што личело на човек, било многу големо и имало едно око. А овој камен, ја не знам како го кренале, ово
според мене можеби над 30 тона. Се надевам дека добивте слика колкави се овие камења и колку е тешко да се разместуваат. Значи, они не се само позиционирани, они се разместувани лево-десно, сечени и вклопувани. Неверојатно. Значи, ова е најневеројатното место што сум го посетил. Морав да ставам ночер, има сонце, почне да дува ветер. Значи, луѓе, снимањето на терен е многу тешко, не е едноставно. Мора малку да ви се пожалам и затоа и ми треба поддршка од вас, затоа што тоа е најтежок вид на снимање, затоа што си на терен, зависиш многу од опрема, од превоз и слично. Меѓутоа, ете, јас некако успевам да се снаоѓам и секако мислам дека имам некоја помош од виши сили и од многу луѓе кои што го следат мојот канал. Затоа да ве потсетам уште еднаш доколку сте можност да станете членови и така на директен начин да го поддржите мојот канал. А сега се вратам на видеото. Значи, погледнете ги овие камења зад мене. Морам да викам затоа што има ветер, не знам дали ќе се снима. Погледнете само големината, луѓе, на овие камења. Ова е нешто неверојатно. Интересно е тоа што овие камења не се рамни само од едната страна, каде што се спојуваат со другите камења, и тоа толку се добро израмнети, што не можете лист хартија да ставите меѓу нив. Јас во ова видео и во претходното видео сум поборник на теоријата дека овие места се направени од џинови, и останувам на таа теорија затоа што не можам да најдам друго објаснување како се направени овие места. Зошто немаме остатоци од тие големи луѓе или суштества, јас не знам, меѓутоа немаме остатоци од многу работи на оваа планета, и како што видовте кога шетав низ овој локалитет, тој беше многу разрушен. Како некој намерно да окршал каменот, како да некој намерно прикрива докази. Сега, ако намерно се прикриваат доказите, тогаш тука мора да се крие нешто големо и нешто многу важно. Јас сум токму на тој трак и токму тука трагам да открием што е тоа што е толку важно што го кријаат. Тоа е таа моја љубопитност, тоа е тој погон што ме движи и секако љубител сум на овие стари места. Јас кога ќе дојдам на овие стари места се чувствувам како дете во продавница за играчки, каде што се му е бесплатно. Сега да се вратиме на видеото. Значи, тука очигледно дека имало уште еден ред на камења. Значи, тука се работи за огромна градба. Значи, они не само што ги разместувале овие камења, они ги ставале во слоеви, па така овој зид има 3 огромни слоја на камења. Значи, се работи за еден, втор и трет слој позади. Значи, штом ги правеле во 3 слоја зидовите, тие морале многу лесно да ги разместуваат карпите. Дали ги разместувале со помош на звук, дали ги разместувале со помош на некои уреди, дали едноставно знаеле нешто што ние не знаеме, јас тоа не го знам, меѓутоа е очигледно дека за да преместиш оволку големи карпи и да ги наредиш во 3 слоја, ти треба многу лесно да ги разместуваш тие карпи. Затоа што ако е тешко, ти ќе ги наместиш само во еден слој, затоа што еден слој е доволно дебел, доволно силен да издржи било каков напад. Значи, едниот слој од зидовите е 1 метро висок, едниот слој е 1 метро дебел, другиот слој е 1 метро, третиот е 1 метро. Значи, се работи за повеќе од 3 метра слој на зидови, можеби и повеќе. И зошто некој толку би се мачел кога само со еден слој, односно со еден зид, може да направи неверојатно утврдување. Тоа мене ме чуди и тоа ме доведува до заклучок дека они многу лесно ги преместувале овие огромни камења. И најголемите камења, сега ќе ви покажам. И најголемите камења ги ставале токму на врвот. Ева, видите го овој камен, колкав.
3 метра камен кој што е поставен на 2 метра височина. Сигурно овие ѕидови продолжувале уште нагоре, меѓутоа сега се разрушени. Ајде сега одиме да ви го покажем уште малку локалитетот, односно тоа што ни оставиле да видиме од него. Ако приметувате зад мене се остатоците од овие ѕидини, јас стварно не знам како може толку да се разруши овој град. Дали се работело за некоја огромна војна, како што тврдат некои теоретичари, дека во минатото се случила голема нуклеарна војна, или се работи за намерно уништување, не знам. Меѓутоа, сајтот е комплетно уништен и јас се прашувам која е таа сила што е потребна до толку да се разруши ова место. Што се случило во овој град, јас не знам. Меѓутоа, за Волку да се разруши, мора да се водела некоја војна. Ја не знам град Волку разрушен. Ова мене ми личи на поствоено место. Меѓутоа, какво е тоа оружје што би можело оволку да разурне еден град? Јас не знам. И како и секогаш си заминувам со повеќе прашања отколку одговори. Меѓутоа, вистината е таму некаде. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Да ве потсетам за крај да се претплатите, ставете една претплата луѓе, станете членови ако сте во можност, ако не да сте живи и здрави. Јас си заминувам од ова место, а ние се гледаме во некој мое наредно видео. До тогаш, останете ми во добро и се гледаме.